овој момент развиените држави имаат потреба од свеж човечки капитал. За таа цел тие развиваат политики и преземаат мерки да се канализира процесот на миграција. Што би значило тоа? Тоа е воспоставување соработка со државите на потекло, спроведување на програми и всушност привлекување на легални мигранти. Меѓутоа, балансот е сега кога имаме легални мигранти да се спречи неконтролираниот прилив на мигранти, бидејќи кризата од 2015 тоа го покаже и го докаже дека неконтролираниот прилив на мигранти носи проблеми. Како податок за минатата година, во првите, односно во 11 месеци, се уште не постоја немаме статистички податоци за целата 2019 година, во Република Северна Македонија спречени се повеќе од 22.000 обиди за илегално преминување на државната граница. Повеќе од 90% се на јужната граница, односно на границата со Грција. Беше набавена опрема, која во најголем дел беше инсталирана на јужната граница кон Грција и истата се користеше за надзор и се уште се користи за надзор на државната граница. И исто така, преку така наречените специјални мерки, Европската унија го поддржува ангажирањето на странски полициски службеници на територијата на Република Македонија од 8 држави, од кои 7 членки на Европската унија.